Благодарам, подпредседателе, почитувани колеги пратеници, заменик министер. Денес продолжуваме со носење на овие спорни закони на брза лента низ Македонското собрание и на дневен ред е измените на Законот за градење. Јас ќе почнам од тоа што вие најмногу се повикувате во вашите дискусии, а тоа дека ова е национален стратешки интерес за Република Македонија и дека носењето на овие закони го оправдувате со тоа. Но ќе ве потсетам како власт кој е првиот и основен најголем стратешки интерес на секоја држава, а тоа е интересот да ги заштити правата и сигурноста на своите граѓани, за кој што вие со овие закони ги загрозивте. И нивните права, и нивната безбедност ја загрозувате со настоење на вакви закони кои што понатака ќе продуцираат изградба на прашање какви автопатски делници. А на граѓаните ќе им останат само правата да ги плаќаат долговите кои што вие ќе ги направите, затоа што ќе плаќате многу повеќе од тоа што е реално. Затоа ќе зборувам понатака. Со овој закон не се кратат роковите, почитувани колеги, туку се прескокнуваат комплетно и рокови и процедури и на проектирање и на градење кои што се воспоставени во Република Македонија. Затоа да не се оправдувате дека сте ги крателе роковите, ги прескокнувате комплетно и ги заобиколувате. Надлежна комисија за овој закон и за претходниот закон за урбанистичко планирање е Комисијата за транспорт и врски, која што и неизеја заобиколивте, па овие закони одат со европско знаменце по скратена постапка на Комисијата за европски прашања, комисија која што секогаш кога ќе треба нешто да протуркате што не е добро, ја користите оваа комисија. Секојдневно слушаме од вас за Европска унија, европски вредности, а доставувате заедно со овие закони празна кореспондентна табела. Ова ви го кажав и на Комисијата за европски прашања, каде што ви ја покажав ова празна кореспондентна табела, каде што со ништо не се осугласуваат овие закони, кореспондентна табела на која што нема ниту подпис, кој е подпишан. Нема име, презиме, има некој скратен подпис кој никој не знае на кој е тој подпис. Па охрабрете се, подпишете ова кореспондентна табела. Зошто вака шверцерски поднесувате кореспондентни табели? Но за вас е најважно што побрзо да поминат овие закони, да ги испумпате провизиите и пеналите кои што ги имате предвидено, и затоа се заобиколува комплетно системот во Република Македонија. Нема ништо европско, почитувани колеги, во крадење на милиони. И не можете со ниедна теза тоа да го исправите. Со овие закони се знае што треба да се направи. Треба Артан Груби и Димитар Ковачевски да испумпаат 300 милиони евра. Ете затоа е сето ова брзање. Нема ништо европско во крадење на 300 милиони евра. Нема ништо европско во душманско крадење на својот народ, на своите граѓани во Република Македонија. Зарем тоа се европски вредности кои што вие толку многу ги зборувате? Овие закони што се носат тука не се закони за градење, затоа што вака не се гради. Овие се закони за крадење. И затоа се носат вака шверцерски, за да може што побрзо да се искрадат парите на граѓаните. Како ќе градите еден автопат без проект, без одобрение за градење? Само со желба за градење. Имаме желба, ќе градиме автопат. Автопат на збор. Ете тоа го правите. Градиме автопат на збор. Немате проект, немате одобрение за градење, сте предвиделе дека отпочнување на градбата ќе направите со идеен проект. Како може да се отпочне една градба со идеен проект без издадено одобрение за градење? Па тоа е како да градите куќа од кров па надоле. Ете тоа правите вие.
Ќе градите автопат, немате одобрение за градење. Немате траса, не знаете каде поминува трасата. Ова што го правите е исто како да треба да извршите хирушка интервенција на пациент, а да немате анестезија. Ете тоа е овие ваши закони, тоа се. Да оперирате на живо. Ете тоа го правите. Тоа го правите на македонскиот народ. Го оперирате на живо и им крадете парите. Ништо друго не правите, ниту ќе направите, ниту ќе изградите. Јас знам дека на Димитар Ковачевски очајно му треба отпочнување на некој автопат, затоа што ништо нема започнато од кога е станат премиер на оваа држава, ништо нема започнато да гради. Артан Груби имаше еден обид да започне автопатска делница, која што гледаме дека после 3 години не е ниту помрната од местото, е автопатската делница во должина од 2 километри од Скопје до Блаце. И тоа остана ненаправено. И сега ќе градиме 110 километри. Како ќе изградите 110 километри кога 6 години вие 6 метра немате изградено? Ќе сте изграделе сега 110 километри на збор автопат. Па не гледа јавност, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници, па ви се смеат луѓето. Мислите дека толку не знаат и не разбираат дека сето ова што го правите е рушење на системот, рушење на државата, рушење на се што може да се руши, само да стигнете што побрзо до парите. Како за споредба ќе ви дадам една споредба, ќе ви дадам на автопатите кои што се градеа во времето од ВМРО ДПМН и колку километри се и колку кошташе 1 километар автопат. Вие немате ниту едно метро, како што ви кажав. ВМРО ДПМН го изгради автопатот Демиркапија Смоквица во должина од 28 километри, почитувани колеги. И за тој автопат се платија 217 милиони евра, што е околу 7,7 милиони евра за километар. ВМРО ДПМН го изгради автопатот Миладиновци-Штип во должина од 47 километри за сума околу 200 милиони евра, односно околу 4 милиони евра за 1 километар. ВМРО ДПМН го започна и го изгради 50% автопатот Кичево-Охрид, и за кој што првично беа 400 милиони евра и со дополнителните 200 милиони евра стигна до безмалку 600 милиони евра, и ето и со тие 200 милиони евра 1 километар автопат на таа делница е 10 милиони евра. Скопје Блаце, вие што го проектиравте во 2020 година, што така помпезно најавувавте дека ќе го градите, 2 километри 24,3 милиони евра е финансиската конструкција. Тоа се 12 милиони евра по километар. И за да сега да стигнеме на овој проект, 1 километар да е 15-16 милиони евра со оваа сума сега што имате предвидено. А таа, како што кажа и моите колеги, ќе оди многу нагоре. И тоа ќе ги кошта многу на граѓаните на Република Македонија. Ќе ги кошта дупло. Ќе ги кошта уште еден автопат кој што некој ќе го стави во джеп. Ова е како вицот со мостот. Ете така постапувате вие. Каде е мостот, го гледаш мостот, каде е, еве го овде е мостот. Е така правите вие. Буквално, морам да ви го кажам тоа. Каде се тие 1300 километри патишта кои што ги најавувавте, што ги најавуваше Димитар Ковачевски? Каде се тие 1300 километри? Виртуелни. Како овој автопат што сакате виртуелно да го градите, така се и тие 1300 километри автопатишта, односно патишта кои што вие сте ги изградиле во Република Македонија. Па ако ги изградевте, луѓето ќе знаеа дека има патишта во држава. На збор многу лесно се гради. Ќе градите автопат, немате основен, немате идеен проект, не знаете колку мостови има, колку надвозници, подвозници, колку потпорни зидови, колку ископ, колку насип, ништо не знаете, ќе сте граделе автопат.
Единствен напредок со оваа држава